Добар ден на сите ви благодарам за доаѓањето на денешната пресконференција. Темата на оваа денешна пресконференција е страшниот податок за Македонија кој што имавме прилика вчера да го чуеме. А вчера германскиот заменик амбасадор, господинот Ото Граф, значи заменик амбасадор на Германија во Македонија, кажа дека минатата година околу 10.000 лица добиле работни визи за Германија. Значи, тоа е фрапантен и страшен податок. Внимавајте, само во Германија, минатата година, според зборовите на германскиот заменик амбасадор, се заминале околу 10.000 граѓани на Македонија. Тоа е буквално пораз на сите владени политики, тоа ги кажува размерите на пустошење и иселување кои што се случува на Македонија за време на овој заевизам кој што го имаме. Почитувани присутни, имаме фрапантен податок, каде што германскиот заменик амбасадор во Македонија вели дека само во Германија во една година заминале 10.000 луѓе преку работни дозволи. Додајте на тоа по уште неколку основи иселени и доаѓаме до уште поголема бројка. Ако на тоа се додаде бројот на иселени во Канада, во Австралија, во Америка, во Скандинавија, во Австрија, во Малта, на Блискиот исток како Емирати и Катар, во Словенија, во Хрватска, во Швајцарија, доаѓаме до податокот и заклучокот дека на Македонија се случува невиден екзодус, како никогаш во досегашната историја, и Македонија буквално станува пуста и празна земја. Почитувани присутни, пред една година Германската стопанска комора буквално кажа дека владата на Зоран Заев заслужува нула од германските инвеститори. Една година после тоа, ние немаме нови инвестиции, ние немаме економска активност, туку напротив имаме исклучиво и само иселување од Македонија. Почитувани присутни, ќе ви кажам исто така и еден податок, кој што е алармантен, но ова повторно ќе го третирам како тема, чисто како сумирање на бројките. Внимавајте, пред некој ден излегува податоците од првите 3 квартали. Значи, од првите 3 квартали, првите 9 месеци во бројот на родени бебиња. Во 2019 година се срушени сите негативни рекорди кога станува збор за родени бебиња во Македонија. Ќе ви дадам една споредба. Во 2016 година, во првите 9 месеци, родени се 17.400 бебиња. Во 2019 година, во првите 9 месеци, за време на заевизмот, бројката изнесува најлоши и најмали во историјата 14.600. Значи, внимавајте уште еднаш. 2016 во првите 9 месеци сме имале 17.400 родени бебиња, а во 2019 година имаме 14.600 родени бебиња. Тоа е рецесија и пад на животот од фрапантни 16%. Пробиени се сите негативни рекорди во број на ученици во училиштата, во број на ученици во средни училишта, во број на родени деца, пробиени се сите негативни рекорди во број на заминати лица. Зоран Заев, 2016 година, одеше низ Македонија и велеше за живот во Македонија, за живот во Скопје, за живот во Тетово, за живот во Штип, за живот во Битола, за живот во Струмица, за живот во Гостивар. Таа негова парола се сведе на живот во Германија, иселување во Канада, заминување за Австралија, екзодус кон Скандинавија. Сите индикатори се повеќе од катастрофални. За прв пат, откако има статистика во Македонија, откако има бројки во Македонија, 70 години наназад, Македонија во 2019 година ќе влезе во негативен природен прираст. Ќе имаме повеќе умрени одошто родени. Тоа е рецесија на животот. Тоа е дефицит на животот.
Тоа значи дека Македонија буквално исчезнува. Се заминуваат луѓето од сите националности. Се заминуваат и македонците, и албанците, и турците, и србите, и бошњаците, и власите. Сите се заминуваат од Македонија. Се заминува и Полог, се заминува и Источна Македонија, се заминува и Скопје, се заминува и Пелагонија. Секој се заминува од овој заевизам кој што и се случува на Македонија. Бројките се драматични. Уште еднаш ке повторам. Внимавајте. Вчера, значи, имаше прилоги на некои телевизии, имаше на Алсат, имаше и на повеќе портали. Значи, заменикот амбасадор на Германија, господинот Ото Граф, кажа дека околу 10.000 лица од Македонија годишно се заминуваат со работна виза во Германија. Тоа е само Германија и тоа е само по основата на работна виза. Има и повеќе други основи по кои што се заминуваат луѓето. Ако на тоа ги додадете заминувањата и иселувањата во Канада, во Австралија, во Америка, во Скандинавија, во Бенелукс, во Австрија, заминувањата во Словенија, во Хрватска, во Емирати, заминувањата во Франција, во Швајцарија и сите можни земји, тогаш доаѓаме до оваа катастрофа која што ви ја кажав. Значи, ова сето кажано најдобро зборува за политиките на Зоран Заев и неговите 28 министри кои што не донесоа една инвестиција во Македонија. Една нова фабрика немаме, почитувани присутни. Една нова фабрика немаме. Екзодус и имплозија, буквално. Нема што да се каже. На вистина, кога ќе ги чита овие бројки, човек не може а да не биде поразен од сето ово.